Добар ден, криптоентузијасти, во интерес на моменталните случувања на самиот пазар. Го направивме ова техничка анализа видео со посебен осврт на тоа каде се наоѓа цената на биткоин и што правиме околу оваа конкретна позиција моментално. Значи, ќе поминеме преку само на кратко макровестите кои што доведоа до ваквиот колапс на биткоин под 100.000, а потоа ќе продолжиме со детална техничка анализа што моментално се случува на пазарот и каде понатаму. Направивме апдейт на нашата техничка анализа, направивме соодветни, би рекол, подесување и нов чарт за така речено оно што моментално се случува со цел да дадеме, пак ќе кажем, наше видување на тоа каде се наоѓаме и уште еднаш и понатаму остануваме на пазарот поради причини кои што беа образложени вчера во нашиот вонреден лайвстрим во вечерните часови од фундаментален аспект, а денеска ќе погледнеме од технички аспект зошто сме се уште на пазарот. Прва работа која што е проблем веднаш после завршувањето на government shutdown е фактот дека сега моментално доаѓаме во ситуација во која што имаме доста заостанати податоци кои што допрва треба да ги добиеме. Као што веќе кажавме, тоа што нас не интересира се двата заостанати податоци за невработеност во септември и октомври и единствениот кој што сега треба да биде достапен за инфлација, тоест денес, за жал, се уште го немаме добиено, ќе го добиеме во текот на овој ден. Но каде е одека проблемот? Поради ваквиот долг government shutdown, моментално има видување дека потенцијално овие податоци кои што ќе ги добиеме ќе бидат нецелосни, односно според кажувањата на самиот во оваа ситуација на самата влада, значи дел од овие податоци потенцијално дури нема ни да бидат обелоденети. Односно поради тоа што има премногу голем период за обработка наназад, владата одлучува дека некои од овие податоци дури и нема да бидат објавени. Со тоа што е испадна најнова информација дека податокот за невработеност во септември ќе излезе без соодветен процент за тоа колку се зголемила или намалила невработеноста во Америка. Значи тоа е неприфатливо ако мене прашувате и нормално ова предизвика страв на пазарите. IMF, Интернационален монетарен фонд, вели моментално иако има, да речем, влошена економска состојба во американската економија, вика не е возможно да знаеме точно каква е состојбата поради недостатокот на податоци кои што дојде токму од овој проблем, а тоа е нормално government shutdown. Во исто време, ево тоа што го кажавме, значи за октомври, значи замислете, не само за септември, дури октомври, вика ќе добиеме employment report, но нема да биде вклучена процентуалната стапка за тоа дали пораснал или паднал. Верувам дека тоа ќе го добиеме малку подоцна, но тоа е, пак ќе кажам, голем проблем, дава неизвестност на пазарите. Као што веќе кажавме, пазарите се многу постабилни кога имаме конкретно позитивни или конкретно негативни податоци, но знаеме што се. Кога имаме недостаток на податоци, тогаш веќе имаме проблем и многу често се шири овој фат што моментално го гледаме на пазарот. Не заборавајте, овој пад не почна поради крипто, овој пад за жал го опфати крипто. Значи падот почна буквално со пад на најголемите технички акции и тоа во големи проценти, би рекол, баш поради тоа што поради овој недостаток на податоци, голема веројатност дека може да добиеме одложување на веќе најавениот декемвриски рейт кат. Тоа може да го видиме и според јавноста, каде што според гласањата на investing.com Fed Rate Monitor Tool, гледаме дека во овој податок пред само 2 недели имавме 92-93% веројатност дека ќе добиеме рейт кат, за денеска истиот да биде 54 дека нема да добиеме. Повторно не можеме да избрзуваме со донесување на заклучоци, како што тоа го прави пазарот, затоа што ги немаме податоците. Кога ќе добиеме соодветни податоци, тогаш ќе можеме да разговараме за тоа што понатаму очекуваме од Федералната резерва. Уште еднаш, прескокнување на еден рейт кат не значи дека Федералната резерва ќе престане со намалување на каматните стапки, туку само дека ќе го одложи за еден месец до јануарската или февруарската средба. Значи дека на крајот од денот долгорочно рейт кат е повеќе од сигурно дека ќе има, прашање е кога тоа ќе се случи, со оглед на фактот каква е моменталната состојба. И од овој момент практично доаѓа стравот на пазарите, не само во Америка, туку апсолутно во целиот свет. Тоа може да го видите по индексите кои што моментално се доста негативни. Еве чисто за спореба, погледнете. Значи фьючерс на S&P 500 денеска пред отварање на пазарите
се веќе 1% во минус, се очекува дека истите ќе продолжат да паѓаат. Уште еднаш, ова не е само во крипто пазарот. Имате пад на сите пазари, на сите индекси во Америка. Погледнете, FTSE 1% са белина во минус. DAX 1,6% во минус. CAC, значи DAX е практично германскиот, CAC е францускиот, 1% во минус. Nikkei, јапонскиот, 0,5% во минус. Hang Seng, хонконгскиот, минус 1,8%. Единствено, индискиот е нешто малку во плюс. Значи дека поголем дел од акциите поради оваа неизвестност на американските пазари се во пад. Ова не е крипто. Крипто е опфатено поради стравот на пазарот, затоа што прво во овие големи играчи она што го правите кога имате портфолио е што се ослободувате од вашите ризични добра. Овдека спаѓаат акциите и крипто. Со тоа што повторно продолжуваме со масивна ликвидација на лонг позиции, за жал, тоа е реалноста на овој моментален, би рекол, на оваа моментална состојба. Сега, една работа која што сакам да ви демонстрирам, дека ние апсолутно ги демолиравме, значи, погледнете, ние ги демолиравме лонг позициите. Значи, ние до 90.000 веќе лонг позиции скоро и да немаме. Станува збор за некои мали количини на лонг позиции кои што останале потенцијално уште од претходно. Значи, погледнете, апсолутно се што беше лонг под 100.000, каде што верувам дека многу од пазарот очигледно не очекувал дека цената ќе пробие, беа целосно демолирани. Еве да ви го покажам тоа уште еднаш. Погледнете. Значи, еве како изгледа на 30 дена, но ќе тргнеме од еден ден. Погледнете го. Значи, за движење на цената надолу до 85.000, ние имаме вкупно 322 милиона long leverage позиции. За придвижување на цената само до 107.000, ние имаме 1,7 милиарди долари. Кога би се придвижили на 7 дена, и тоа е само на Binance, потоа ќе погледнеме за целиот пазар. За 7 дена до 84.000 имаме 330 милиони, до 110.000 имаме 3 милиарди. Тоа значи ќе имаме 10 пати повеќе leverage во shorts наспроти longs. Уште еднаш, ова многу често предизвикува целосен пресврт на пазарот. И на 30 дена, погледнете го ова, до 84.000 имаме 639 милиони долари, а до 115 имаме 5 милиарди. Значи, погледнете го ова. Скоро 10 пати повеќе имаме leverage на short позиции наспроти long. Истото ќе го видиме нормално и во сите менувачници, че не е тоа само на Binance, погледнете, до 85.000 на еден ден 968 милиони, до 107.000 5 милиарди. Значи 5 пати повеќе leverage имаме во shorts наспроти longs. На 7 дена може да видиме слична ситуација, дури и пострашна. Во исто време, на 7 дена до 85.000 имаме 935 милиони, до 110.000 имаме 9 милиарди. 10 пати повеќе leverage имаме во shorts. Уште еднаш, каде потенцијално би одела цената, кажете ви? На едната страна имаме 1 милиарда, на другата страна имаме 15 милиарди. Тоа значи 15 пати повеќе leverage имаме на страната на short. Значи, ова се случува веќе долг период, ова не е од денес. Само сакам да ви покажам дека моментално имаме екстремно голема количина на шорт позиции и тоа пазете. Ова е само до некои 110-115.000. Нашиот претходен all-time high е 124.000. Овдека не се ни опфатени тие шорт позиции над 110-115.000 долари. Уште еднаш се базираме на техничка анализа. Кога станува збор за цената, екстремно сме ниско. Пак ќе напоменам, на дневна база ние се наоѓаме каде? На минус 60. Најголемиот дел од претходните корекции доаѓале точно каде? На минус 60, кога MACD се наоѓал на минус 60. Апсолутно сите, погледнете. Значи овдека во последниве корекции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 корекции биле направени на биткоин нагоре во моментот кога MACD пристигнува негде околу минус 60 поени. Значи дека во оваа ситуација ние веќе се наоѓаме на оваа граница. Втора работа е фактот дека се наоѓаме екстремно под Bollinger Band. Да, поминавме под 100.000, тој да го разбираме, затоа имаме и соодветни податоци кои сакаме да исподелиме со нов чарт моментално со вас,
Но моментално погледнете, на дневно ниво, последен пат ние сме имале вредност на RSI и сток RSI на 30. Значи, ајде сток RSI. RSI се наоѓа на 30. Да видиме кога последен пат цената на биткоин имала RSI 30. На 25 февруари 2025 година. Каде бевме на 25 февруари 2025 година, погледнете. Тоа беше апсолутниот колапс после тарифите во декември, јануари и најавата на истите против Мексико и Канада. Значи, овој екстремно голем пат и блек свон настан ја доведе на дневно ниво RSI да биде буквално 30, како што моментално е во овој момент вредноста на RSI на биткоин на дневен чарт. Значи, се наоѓаме надвор од Болинџер бенд практично, се наоѓаме на практично екстремно ниска вредност на RSI. Сега, да се вратиме на неделно ниво, за тоа каде се наоѓаме. Да, тоест тоа е месечно, значи да, ние се наоѓаме надвор од онаа конструкција која што ја правевме, исто како овде. Значи и овде кај имавме целосно излегување надвор од оваа конструкција, за потоа се вратиме и продолжиме нагоре. Не велам дека 100% ќе се случи, но што е една од работите кои што постојано ги зборуваме? Секогаш кога цената излегува надвор од Болинџер бендот, веднаш се враќа внатре. Значи, се враќа буквално внатре, постојано, така. Со тоа што во оваа ситуација, значи колку пати сме виделе до сега цената да се обидела да испадне надвор од Болинџер бенд на една или друга страна, веднаш се враќа натре во Болинџер бендот. Каде се наоѓа моментално цената? Моментално цената се наоѓа комплетно надвор од Болинџер бенд. Значи, зборувам комплетно надвор од Болинџер бенд. Се разбираме? Еве каде завршува Болинџер бенд, еве каде е моментално вредноста на биткоин. Сакам да кажам дека вакво движење на цената е екстремно, би рекол, неприродно за самиот чарт и дефинитивно ќе се врати назад во овој Болинџер бенд. Или пак ваквиот тип на пат не може долго да продолжи со вакво темпо. Друга уште една работа на неделно ниво. Моменталната вредност на RSI е 41. Погледнете, истата ситуација. Последен пат ние сме имале вака ниска вредност, еве каде, уште еднаш, каде април 2022 година, ова е, знаете ли кога е ова? Април 2022 година представува дното на овој bear market, погледнете. Еве каде вредноста на, така речено, биткоин се симнала под 40. Значи ова е прв пат, од тогаш па до сега, погледнете, ние не сме имале волку низок RSI, погледнете. Значи, во целиот овој bull market никогаш не успел RSI да се симне до 40. Последен пат бил за 40 од мај 2022 година до јануари 2023 година. Значи, во апсолутното дно на bear маркетот. Каде што гледаме дека во сите овие корекции, во претходните 3, би рекол, најголеми корекции, цената на биткоин се коригирала кога MACD пристигнал до минус 40 во оваа ситуација. А до минус 60 се случило да пристигне само во најдлабокиот дел на bear маркетот. Ова е колапсот на FTX. Што значи дека ние моментално на неделно ниво се наоѓаме екстремно длабоко. Сток RSI се наоѓа на апсолутна нула. Еве каде претходно се наоѓа на апсолутна нула и сега да погледнеме како тоа изгледа на чартот, погледнете. Еве кога претходно бил на толку ниска вредност, како RSI, така сток RSI, така MACD. Дното на иницијалниот колапс поради најава на тарифите. Еве каде претходно се наоѓа на толку ниска вредност и MACD, а погледнете колку биле високи RSI и пак сток RSI не толку многу, но RSI бил екстремно висок, бил над 50, а ние моментално се наоѓаме на 40, 10 поени пониско. Ова било дното на 10-месечната корекција која што настапи уште од март 2024 па до негде зимата 2024 година, каде што имавме огромен чоп на некој начин во овој bull flag формација. И да се вратиме уште еднаш назад, истата ситуација сме имале кога, значи негде околу минус 35, со тоа што и овдека RSI бил на 46, не бил на 40, каде што ова е првата корекција после формирањето на дното и продолжување на трендот нагоре. Не велам дека 100% не сме во bull market, да во bear market, повеќе јасно, но пак ќе напоменам, ако некогаш сме имале шанси да го скршиме 4 годишниот циклус, тоа е во овој момент. Значи, индикаторите се доволно коригирани за да може да се почне нов bull тренд нагоре. Првите моменти кога ќе добиеме конфирмација за ваков bull тренд е кога на VWAP ќе добиеме корекција нагоре и на сток RSI ќе добиеме корекција нагоре.
Сега се уште се во екстремно bearish моментум. Но повторно, цената е екстремно подценета, за разлика од 125.000 каде што се наоѓавме, индикаторите се екстремно препродадени. Истото можеме да го погледнеме и овде. Кога ќе ги издвоиме сток RSI и RSI, погледнете. Еве каде се наоѓа вредноста на RSI и на сток RSI на 5 практично поени. Последен пат истата ситуација се наоѓа на дното на тарифите и на дното на оваа 10-месечна акумулација. Додека во исто време, ако се сеќавате, кога разговаравме за овој макро тренд на MACD, значи овде го очекуваме дека истиот ќе продолжи во нагора линија како овде, за жал тоа не се случи и имаме подлабока корекција надолу. Очекуваме барем една бела свеќа за потенцијално да ни покаже дека овој тренд запира и потенцијално има шанса да се претвори во булиш тренд. Во исто време, ја изгубивме 50-денната средна вредност и повторно се наоѓаме екстремно надвор од Bollinger Band, тоа што постојано го зборуваме. Уште еднаш, значи, ние се наоѓаме на некој начин раскрсница. Овдека веќе или ќе успееме со овие екстремно препродадени, како што веќе покажавме и RSI, и сток RSI, и се изешто, да почнеме подолг циклус од 4 години, или ова е ефективно почетокот на bear market. Зошто не веруваме дека е bear market? Вчера детално образложивме во вечерниот лайвстрим, каде што разговаравме за фундаменталните причини зошто веруваме дека е сосема обратно. Ние сега зборуваме за технички аспект, а потоа ќе зборуваме за дополнителни индикатори кои што уште еднаш ќе напоменам, ниту во еден момент не покажаа дека ова е крај на bull market и се уште не го покажуваат тоа. Една работа која што сакам да покажам овдека на посебен тренд, на посебен чарт, тоа е чарт во кој што ќе користиме исклучиво трендови и FIB. Каде што можеме да забележиме? Последните две корекции завршија со реакумулација, која што беше изградена околу оваа тренд линија, и доколку земеме FIB од почетокот на оваа конструкција до нејзиниот локален врв, можеме да видиме дека истата завршила каде. Прво имаше доволна солидна корекција околу 38,2%, тоа е првото званично ниво на FIB, званично силно ниво, и капитулација до 50% на FIB од претходниот врв и локално дно. Што соодветствува со што? Можеме да погледнеме дека во едниот и во другиот наврат, посебно околу оваа макро тренд линија, која што го држи напредокот на, така речено, биткоин нагоре, буквално конвулзијата на овој тренд на реакумулацијата, макро тренд линијата и FIB ни покажува дека оваа корекција буквално завршила негде околу 38,2, иако сме имале пад до 50% од FIB, односно 0,5%. Истиот продолжува нагоре со втора FIB корекција од овој локално дно до овој локален врв. Што можеме да забележиме? Тренд линијата продолжува нагоре, ова е линијата на реакумулација. Како се движи цената надолу, така достигнува 50% корекција на FIB, каде што се задржува самата цена, и капитулација до 61,8 golden ratio на FIB, што во исто време се, како што можеме да видиме, на некој начин оваа конфигурација на 3 различни индикатори кои што ни покажуваат дека ова е локалното дно. Односно FIB со 61,8, во исто време оваа макротренд линија и практично самиот макротренд, оваа бела линија која што го движи на некој начин биткоин нагоре. Следниот циклус почнува од ова локално дно до овој локален врв, каде што можеме да забележиме? Дека доколку го поставиме FIB, 50% од FIB надолу представува точно $100,000. Затоа и цената овде ќе имаше солидна поддршка пред истата да пробие и сега моментално се наоѓа точно на 61,8 golden ratio. Зошто? Затоа што во исто време ова е едно од нивоата на кои што најчесто цената на било што почнува да се движи во обратна насока. Затоа и се нарекува golden ratio. Во исто време, ова можеме да видиме дека е во согласно со макротрендот кој што моментално го следи биткоин и ова макро линија на, така речено, акумулација. Дали ќе заврши овдека неделната свеќе останува да видиме, значи до крајот на оваа недела ние ќе знаеме дека потенцијално, ако ова се случи, сме успеале да завршиме на 61,8 golden ratio и потенцијално ако цена да се врати малку погоре на, така речено, ова макро акумулациона тренд линија која што е утврдена од ова и ова дно, и практично макротренд линијата нагоре е веќе допрена, како што можеме да видиме многу блиску до истата,
потенцијално ако се придвижи уште некоја, не знам, 200, 300, 500 долари надолуќе допре и до самата линија, но можеме да видиме дека до сега ова е истиот начин на утврдување на дно на овие локални скокови на биткоин во неговиот bull market нагоре. Уште еднаш, не велиме дека ова се уште е 100% bull market, но и понатаму многу од она што ние го следиме ни покажува дека тоа е така. Као што кажавме, главните работи кои што ни поддржуваа на некој начин до сега теорија дека се наоѓаме во bull market беше долната граница на овој макроканал, кој што еднаш, два пати, ова е трет пат како излегуваме од него, но за жал волку длабоко само овдека сме излегле од него пред за брзо време да се вратиме, така да пак се зависи од тоа како ќе заврши оваа неделна свеќе. Од друга страна, макрогаусовиот канал, секогаш кога се наоѓаме внатре во гаусовиот канал, предизвикува што? Предизвикува почеток на bear market. Тоа сме го виделе во 2021, 2017, 2018 и во 2013-2014 година. Но и понатаму можеме да видиме како многу наврати овој тренд бил поддршка на цената на биткоин, како овде, а доколку цената да се врати нагоре и овде. Но останува да видиме како ќе заврши оваа недела. За жал, оваа неделна свеќа може барем на овие два чартови да покаже нешто сосема поинакво. Во исто време, кога станува збор за Wyckoff дистрибутивна фаза, како што кажавме, прашање беше дали се наоѓаме во дистрибутивна фаза или ова е само уште една од оние корекции нагоре до дистрибутивната фаза. Моментално ова се Wyckoff скиците за дистрибуција, каде што јас верувам дека ја креираме ова скица, останува да видиме дали е тоа така, но пак ќе напоменам, поголемиот дел од елементите би рекол дека можеме да утврдиме дека се истите, односно ако почнеме од самиот почеток, preliminary supply, тоа е практично идејата во која што гледаме дека трендот забавува и почнува така речено реакумулација во оваа ситуација, за потоа да добиеме buying climax, што представува локалниот врв кој што го направивме на 109.000, тоа беше првиот врв кој што го утврди горниот рейндж на овој трейдинг рейндж, односно горната граница. Откако го утврдивме тоа, потоа влегуваме во AR, односно automatic reaction, каде што при првата корекција на цената имаме што? Купување. Веднаш овдека доаѓаат големи количини на нови купувачи кои што гледаат дека така речено цената се коригирала после иницијалниот buying climax и на некој начин го формираат долниот дел на овој трейдинг рейндж, што како што е во акумулација, така и во дистрибуција, представува двете граници во кои што треба да се движи цената додека завршиме со дистрибутивната фаза. Ова е фаза во која што големите играчи продаваат на ритейл секторот и на тој начин излегуваат од пазарот и доаѓаме до потенцијален bear market. Проблемот е што во овој момент ние немавме апсолутно никаков ритейл сектор, туку станува збор за долгорочни играчи китови и институции, што значи дека ова не е ритейл сектор на кој што вие може да направите дамп и да излезете од пазарот и потоа пазарот да се коригира. За жал, со институциите така не функционира. Они не продаваат. Потоа имаме секондари тест кој што во истата ситуација може да биде и UT, така наречен uptrust. Значи, овдека разликата е во тоа дали второстепениот обид ќе заврши под buying climax, каде што на некој начин би имало корекција овде, или пак имаме uptrust кој што ќе успее да го надмине претходниот buying climax, кој што гледавме дека тоа се случи. Сега, дали конкретно ова или двете заедно се uptrend, значи јас би рекол дека двете заедно се според тоа што јас го очекувам, но каде е овдека проблемот? Ние структурата која што треба да настапи за оваа дистрибутивна фаза се уште не сме ја добиле. Односно, цената на биткоин скоро и да не се движела внатре во овој рейндж. Затоа и уште еднаш ќе напоменам, верувам дека имаме се уште простор за движење во овој рейндж, затоа што никогаш вака не завршила дистрибутивна фаза и влегуваме во bear market. Односно, се уште треба да добиеме барем една или две потврди од sign of weakness. Односно, да добиеме допирање на долната граница на овој рейндж пред потенцијално да, така речено, завршиме со овој дистрибутивен, да речем, чарт и да се придвижиме надолу. Но повторно, една многу битна работа која што треба да забележиме овдека. Не забравяйте дека долниот рейндж на овој чарт е 78.000. Мене ако ја прашувате, скоро е невозможно, барем не во овој момент, ние да излеземе надвор од овој рейндж и да направиме дистрибутивна фаза и дамп во еден нормален Wyckoff циклус. Затоа што тоа било премногу ниска цена на моменталната заинтересираност за ова добро.
Она што дополнително може да се случи, тоа што ние го очекуваме потенцијално до крајот на овој циклус е UTAD. Односно, ова е дополнителен, би рекол, елемент кој што не мора да значи дека го има, го нема секогаш. Тоа е uptrust after distribution. Односно, откако имаме иницијална продажба на големите китови во овој рейндж, имаме што? Придвижување на чартот надолу, барем до средината на ова, не мора да биде до самиот долен чарт. Sign of weakness е која ќе покаже придвижување на овој чарт под претходното дно, што е нормално и промена на самиот тренд, каде што сме направиле нов lower low. Но во оваа ситуација такво нешто се уште не сме добиле, а ова е уште еден потенцијален врв кој што би на некој начин не зацементирал оваа Wyckoff дистрибутивна фаза пред да продолжиме во следниот bear market, односно less point of supply, каде што ќе почнеме да добиваме вакви зигзаг движења надолу во следниот bear market. Уште еднаш, според она што гледаме, се уште не очекуваме дека е bear market. И не значи дека ќе добиеме ваков тип на врв, тоа е една од опциите, втората опција е да добиеме што? Придвижување нагоре до претходниот uptrust или buying climax, кој што би значил што? Ова е класичен dead cat bounce пред да продолжи да се движи надолу. Во оваа ситуација ние не сме добиле ниту едно од овие работи, затоа што ние се уште не сме се придвижиле доволно длабоко за да може да се коригираме и да направиме dead cat bounce. Ако мене ја прашувате, барем dead cat bounce е потребен за да утврдиме дека оваа формација е завршена и да продолжи потенцијално надолу до некоја подолна граница. Но ако веќе ги земеме сите овие аспекти и ако видиме дека цената е премногу коригирана надолу за директно да продолжи во bear market, кога имаме толку многу ниски вредности на RSI, сток RSI посебно на едно ниво, кои што до сега практично не сме ги виделе во овој bull market. Од друга страна, имаме CBBI, кој што до сега многу добро ни помогна и во утврдување на врвот во 2021 година и во утврдување на дното во 2022 година. Значи, еден од клучните индикатори кои што ни помагаше да знаеме дека се наоѓаме на апсолутни врвови и ќе има корекции. Каде е овдека проблемот? Ние во оваа ситуација никогаш не успеавме да постигнеме 81 или повисоко од 81. Историски можеме да видиме дека цената никогаш не била доволно жештена како во овие моменти, за да можеме да прогласиме класичен врв. Затоа, значи, дури ни овој помошен врв кој што сме го имале во 2012 година, пред да дојде 2013 година, апсолутни врв на крајот, ни бил 87. Ние максимум што успеавме да стигнеме 83. Значи, ние не сме стигнале ни блиску до апсолутен врв. И да е еден индикатор ќе разберам, но не е еден индикатор. Погледнете, ние ниту во еден момент не добивме реална ритейл структура која што ќе дојде на некој начин да донесе фомо на пазарот. Ние до сега никогаш не сме виделе циклус да заврши со фат. Никогаш не сме виделе циклус да заврши со тоа е тоа. Значи, апсолутно никогаш. И уште еднаш да напоменам, никогаш до сега, ниту во крипто, ниту во традиционалните пазари, ниту во пазарите на благородни метали, не сме виделе bull market да заврши без алткоин сезона. Без разлика тоа дали се алткоини, дали се помали компании како Russell 2000, дали се помали метали како сребро, бакар и така натаму, до сега не сме виделе такво нешто. Главниот, да речем, сегмент од оваа категорија да напредува, а останатите да не напредуваат и да почне bear market. До сега такво нешто не сме виделе. Уште еден индикатор, MVRVZ score, кој што покажува колку е преценета цената на биткоин. Ниту во еден од овие локални три скока кои што ги имавме до сега не успеа да надмине ниту 3,4. Пак ќе напоменам, претходните врвови сме ги добивале над 7. Значи, и локалните врвови сме ги добивале над 7, а не само, значи, погледнете, во 2011 година локален врв 7. 2013 април пред да добиеме втор врв 11. Пред да, тоест 10 практично. Пред да добиеме врв или самиот врв 9,5. Врвот во 2017 година 10. Врвот во 2021 година иницијален голем бран 5, тоест извинувам, 7. Ние моментално се наоѓаме на 3,36. Ако продолжиме понатаму, исто и Rainbow Chart, ние никогаш не стигнавме ниту до оваа жолта зона да би можеле да кажеме дека се наоѓаме во ефективен врв на овој индикатор. Така. Значи, ние највеќе што успеавме да стигнеме е до зелената зона која што, ако погледнеме историски, било што accumulate. Дури уште една
зона над нас, која што се нарекува малку посветла зелена боја, се нарекува стил чип, се уште ефтино. Ние во овој bull market успеавме да стигнеме само до третата од практично колку се овдека 10 левели нагоре. Значи ние никогаш не сме имале blow off top момент. Во исто време, Nupal, како што знаете и сами, тоа што постојано го зборуваме, ние никогаш не се ни приближивме до момент на еуфорија. Ние не сме ни стигнале до половина на belief, односно верба, а не до еуфорија. Еве како завршувале претходните циклуси, со 73,6 Nupal, 78,8, 83,08. Ние овдека погледнете што било највисокото што го добиле. 63,5. Значи, тоа е 10% пониско од претходниот врв, погледнете. 74,7, 64. Значи, 10% помал Nupal имаме во овој циклус. Пак ќе кажам, ниту во еден момент ние не дојдовме до локален врв. Во оваа ситуација кога станува збор за ритейл, еве како изгледа врв. Ние овдека имавме еден краток период на малку ритейл и тоа овдека ова не беше не ритейл реално на пазарот, тоа беше меме коини глупости. Значи, освен тоа, ние ритейл не добивме во овој пазар. Следно е хит макрофейс. Погледнете. Наместо да се ногаме на врв, за да можеме да кажеме дека ние се ногаме на некаков си барем локален врв во овој циклус, ние се ногаме на апсолутно дно. Еднакво на дното кое што го постигнавме во двете корекции за тарифите. Значи, ова е Black Swan наставно за тарифите. Погледнете, ние на апсолутното дно на bear маркетот сме биле на 0,3 индекс. Сега се наоѓаме на 0,26. Значи, ние на апсолутното дно на bear маркетот, ова е колапсот на FTX, ние не сме ни достигнале до оваа зелена зона. А ние се наоѓаме на буквално 0,5 понизок индекс од ова дно во FTX колапсот. Еве како изгледаат врвови. Дали е тоа локален или е макро врв во еден циклус, еве како изгледаат врвови. Ние во оваа ситуација, ово што го достигнавме беше тој мал период на FOMO поради нормално во оваа ситуација имавме наплив на ETFs и нели малку ритейл поради мемињата. Значи пак ќе напоменам ни по точка разно, ние во оваа ситуација не сме достигнале со врв, дури ако ова бил врвот, зошто тогаш се ногаме толку ниско на оваа скала, ако сега почнуваме bear маркет. Ако сега почнуваме bear маркет, се ногаме на вуку низок индекс, тогаш кај ќе идеме надоле? Во минус. Како сме, кажете ми вие, моментално во bear маркет, кога вредноста на биткоин и понатаму исчезнува од централизираните менувачници? Еве како изгледа макро истиот тој индекс уште од 2019 година. Што можеме да забележиме? Еве како изгледаше COVID, манипулацијата и така речено нели падот на пазарите. И што се случува моментално? Кога се случуваат вакви стравови, вредноста на биткоин, односно количината на биткоин расте. Значи, количината на биткоин расте на менувачниците затоа што луѓето се откажуваат од биткоин и го продаваат, го враќаат назад на менувачниците. Така. Кога имаме ситуација во која што имаме максимална корекција надолу каде што големите играчи продаваат, имаме што? Раст на количината на биткоин. Односно, овде ќе имаме големо продавање од страна на китовите и вредноста на биткоин, односно количината на биткоини се враќа на менувачницата, затоа што големите играчи излегуваат од пазарот. Така. Ние овде ка имаме апсолутно дно. И тоа, пазете, ова не е ништо, ова е само до јули. Погледнете каде проложил чартот од јули, само да ви покажам. Каде е јули да го најдеме? Еве го јули. Еве го јули, така, еве каде се ногаме сега. 5 месеци подоцна. Значи, овој чарт проложил надолу. Ние моментално имаме помала количина на биткоин уште од дното на биткоин во 2019 година. Не COVID. Во 2019 година дното на биткоин во тој bear маркет, ние моментално имаме пониска количина на биткоин на менувачниците. Колку пониска е количината чеве? 13 ноември, погледнете. Постојано се намалува оваа количина на биткоин на централизираните менувачници. Колку е помала количината на биткоин на овие централизирани менувачници, толку е поголем шансата да добиеме едноставно прайс шок. Така.
Тоа е исто и со Ethereum, да не налагуваме толку премногу, но еве, чисто да ви покажам истата ситуација. Нов all-time low. Значи, ево, најпоследното е на 14 ноември, имаме нов all-time low на Ethereum на менувачниците. Да не мислите дека ова е случајно. Од друга страна, short-term ходлерите и понатаму продолжуваат да акумулираат. Еве како изгледаат short-term ходлерите кога се наоѓаме во bear market. Еве како изгледаат. Ова bear market е. Значи имаме обратно пропорционално исчезнување на Ethereum и Bitcoin од менувачниците, како што веќе покажаме во овие два индикатори. Имаме short-term ходлери кои што и понатаму продолжуваат да акумулираат, што наликува на оние макроакумулации од ритейл, кои што се уште не е овде. Имаме Nupal кој што никогаш не достигнал ниту блиску до еуфорија. Имаме Rainbow Wave кој што никогаш не достигнал повисоко од Accumulate. Имаме MVRV Z-Score кој што не достигнал ни локален врв од претходните циклуси, а не па глобален врв. Нема никаде ритейл сектор. CBBI се наоѓа на некој локален врв, ни блиску до претходните апсолутни врвови. Како да кажам дека ова е крај на циклусот? Во меѓувреме и понатаму имаме екстремно голем раст на количината на новчаници кои што акумулираат повеќе од 100 биткоини. Ова е најдобриот дел. Имаме зголемување, погледнете, од 27 октомври до 13 ноември, погледнете, имаме 2043, сега моментално имаме 2059. Тоа значи дека имаме 12 нови новчаници над 1000 биткоини. Во последниот период, од крајот на октомври до пред еден ден, 12 нови новчаници со над 1000 биткоини. И најдобриот момент, кој што мене највеќе ми се свиѓа, од 10 октомври, кога практично почна овој колапс, до денес, од 83 имаме на 13 ноември 89. 6 нови новчаници со над 10.000 биткоини. Значи сега, само замислете си, тоа се 6 нови новчаници кои што имаат повеќе од 10.000 биткоини. Чисто за конкретно да го споредиме ово како што треба. Значи, ако го земеме биткоин моментално, и ако додадеме во оваа ситуација, рековме тоа се колку? 83, 89, тоа се 6 нови, тоа се 60.000 биткоини. Чисто за конкретно да имате прилика идеја. Тоа се 5 милиарди и 692 милиони и 104, не, се извинувам. Само да видиме точно колку е тоа. Зашто не ми ги дава како што треба? Значи 5 милиарди 692 милиони и 114 илјади долари. Ете, толку голема количина моментално на биткоин е купен од овие китови. И понатаму, јас не гледам причина зашто би кажал дека ова е bear market, ако ова е bear market, тогаш овој bear market ќе биде очигледно најкраткиот, барем според мене, најлесниот bear market што некогаш сме го виделе, посебно со оглед на тоа дека пред нас доаѓа за 15 дена завршување на quantitative tightening, очекуваме дека за неколку месеци ќе почне почеток на quantitative easing. Економијата во Америка покажува големи знаци на слабост. До сега, секогаш кога имало таков момент и изголемување на работеноста, они тоа го решавале со принтање на пари. До сега тоа се случувало, не верувам зашто сега би прекинале со таквото темпо, а знаеме што се случува кога имаме quantitative easing и кога имаме екстремно намалени каматни стапки. Познавајќи го Орангутанус американус, кој што е екстремно проекономски настроен, него не го интересира голема инфлација, него го интересира нов all-time high на се околу него го интересира максимална продуктивност и напредок на целиот економски сектор, што значи дека него го интересира ниски каматни стапки, потенцијален quantitative easing со цел во оваа ситуација да се намали количината на пари кои што ги даваат за ресервисирање на нивниот долг, а сето тоа очекуваме дека ќе дојде наскоро. Зошто? Затоа што во следната година, негде околу април-мај веќе очекуваме дека не очекуваме, туку тогашно завршува на Джером Пауел мандатот. До тогаш веќе се очекува дека ќе имаме нов председател, кој што веќе знаеме дека е избран директно од оваа администрација и кој што знаеме дека единствената полиса ќе му биде rate cuts. А екстремно ниски каматни стапки и quantitative easing до сега сме виделе што може да направи новија пазари
И уште еднаш ќе напоменам, сега за сега ние немаме план да излегуваме од пазарот, не гледаме причина зошто тоа би го направиле. Би препорачале да го погледнете и вчерашното видео, тоа е видеото во кое што зборувавме за фундаменталните страни на глобална адаптација на крипто, а денеска зборувавме малку повеќе за техничкиот дел и за во оваа ситуација дополнителните индикатори. Се надевам уживавте, се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемичи.